Секојдневната фармацевска пракса е незаменлив дел од современата здравствена заштита. Но за да можат фармацевтите да одговорат на работните предизвици и им помогнат на граѓаните во целокупниот здравствен систем, потребна е редовна едукација. Токму тоа е и целта на третиот поред симпозиум Аптекарска здравствена заштита, кој што започнува утре, опфаќа теми кои што се важни и за фармацевтите, но и за нас како корисници на нивните услуги, што ќе се случува наредниве 3 дена. Разговараме со првата соговорничка во Македонија наутро во студиото 3 на МТВ. Велам добро утро за Билјана Божиновска, член на Сдруженијето на приватни аптеки, собственик на аптека. Добро утро, Билјана, и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Лани зборувавме за вториот поред. Многу ми е драго што прераснува во своевидна традиција, бидејќи континуираната едукација од друга страна ни е неопходна во сите сегменти од живењето, па и во фармацијата. Започнува утре, трае до 16 март, тема поврзана со едно од најсериозните здравствени предизвици оваа година во фокусот хипертензијата, дислепидемијата и обезноста. Кои аспекти точно ќе бидат опфатани? Ќе бидат опфатени сите овие аспекти кои ги споменавте, односно како фармацевтот може навремено да препозна одредени симптоми, поготово кај пациентите кај кои што се уште не е поставена дијагнозата, меѓутоа и да управува со терапијата хронична кај овие пациенти, што значи дека фармацевтот има една од многу важните улоги во делот на менеджмент или управување со терапија и дефинитивно она кое што секогаш го напоменуваме, постојано имаме промени на протоколите за работа, односно третманите и какви се пристапите кон овие пациенти, дефинитивно и фармацевтите како примерни здравствени работници во таа континуирана едукација треба да ги следат сите нови промени и протоколи и правилните советувања кон пациентите се основа за една успешна терапија. Улогата на фармацевтот е многу поголема од самоиздавање на лекови. Каква задача има во однос на здравствениот третман на пациентите? Така, фармацевтите или аптекарите се последната алка од здравствениот синџир. Значи, кога пациентот ќе помине низ целиот здравствен систем од специјалистот кај матичниот лекар, последната алка сме токму ние, каде што препишаните лекови треба да ги издадеме, меѓутоа и при тоа да ги дадеме правилните насоки како тие лекови да се користат и употребуваат. Она што како фармацевти го забележуваме многу често е и само лекувањето од страна на пациентите. Не секогаш припишаната терапија која што од страна на матичните лекари, пациентите ја подигнуваат во аптека и не секогаш се придржуваат кон дозирањето и сите ние како здравствени работници и пациентите се соочуваат многу често дека имаме неефикасност во третманот. И тука веќе се поставува прашањето колку ние како фармацевти можеме да ги охрабриме пациентите, односно да им посочиме зошто мора терапијата да се прима редовно, доколку и немаме ефикасност во терапијата, повторно сме тука како здравствени работници да пациентите ги соочат, односно ги кажат сите своји проблеми и на некој начин преку комуникацијата на нас како фармацевти и матичните лекари да се најде најдобрата солуција во однос на третманот кај пациентите. Дали да се промени дозата, дали да се промени лекот, во секој случај да терапијата која што ќе биде препишана биде ефикасна. Ги споминавме аспектите кои што ќе бидат опфатани оваа година, ајде помалку за сите три. Ако за нешто се зборува изминативе години, се зборува за хипертензијата и не знам кој граѓанин веќе не е засегнат од ова. Статистиката глобална вели дека хипертензијата е проблем кој афектира повеќе од 30% на возрастната популација. Која е улогата на фармацевтот во следењето на хипертензијата? Каква улога имате вие? Имаме голема улога затоа што многу често пациентите кај нас доаѓаат да се ја подигнат својата симптоматска терапија. Често доаѓаат затоа што имаат главоболки, одредени симптоми кои што многу често не ја знаеме причината од каде потекнува и тука фармацевтот може би многу лесно преку неколку прашања и соочување со пациентот може да го освести дека не треба да го третираме симптомот, односно главоболката, туку со едно практично мерење на притисокот да видиме дали може би хипертензијата е причина за таа болка. На тој начин овозможуваме да самите пациенти навремено се обратат кај своите матични лекари, навремено да се почне терапијата, затоа што добро и навремената дијагноза значи спречување од други компликации кои што понатаму повишениот крвен притисок може да го даде. Жените, особено во периодот на менопауза, каде што имаме хормонални дисбаланси,
се исто така во еден висок ризик фактор и многу често во тој период и кај женската популација се јавува повишен крвен притисок. И тоа на нас фармацевтите исто така треба да не биде еден даден алармен систем дека не треба да издадеме само терапија да ја истретираме болката, туку преку одредени прашања да го свестиме пациентот и да го насочиме кон матичните лекари. Една од темите на симпозиумот е високиот холестерол, нездрав начин на живот, поврзане со исто така неправилната исхрана, физичката неактивност. Колку лековите за намалување на холестеролот, кои што се често дел од терапијата и се препишуваат на пациентите, смеат долготрајно да се употребуваат? Смеат долготрајно да се употребуваат заради тоа што за да имаме ефикасност во терапијата, повторно ќе напоменам, мора терапијата да оди во континуитет и дефинитивно со редовни контроли. Поготово кога станува збор за терапијата на маснотите, се соочуваме со тоа дека пациентите самостојно ја прекинуваат терапијата, која ќе видат дека, например, нивото на масноти во крвта се намалило. Немам многу висок холестерол, едноставно ќе ја прекинам терапијата. Тука повторно имаме потреба како фармацевти да освестиме дека многу често не само маснотите во крвта се причина за препис на овие лекови, туку атеросклеротичните промени. Значи имаме високи ризик фактори, поготово генетската предиспозиција, нездравиот начин на живот кој што вие го споменавте, на некој начин обезноста дополнително, стресот, сето тоа доведува да се таложат тие масни наслаги и се ствараат масни плаки во крвните садови кои што предизвикуваат атеросклеротични промени и ние сме се почесто сведоци дека кај многу млади луѓе се јавуваат кардиоваскуларни проблеми токму благодарение на овие атеросклеротични промени. И тука мораме да освестиме дека поголем е ризикот од прекин на таа терапија отколку долготрајна употреба, бидејќи велиме животниот век се зголеми токму благодарение на модерната терапија и благодарение на тоа што имаме лекови кои што може да ја контролираат оваа здравствена состојба. Ја споминавте обезноста, ниту таа нема да ја избегнете оваа година на симпозиумот. Така. Не знам зошто, но сите податоци велат дека нам не е многу полесно да посегнеме кон фармаколошка терапија отколку да започнеме здрав начин на живот или некаква физичка активност. Голем дел од граѓаните токму во аптеките набавуваат различни медикаменти кои што ќе им помогнат да ја намалат тежината. Која е тука улогата на фармацевтот? Апсолутно не можете да забраните да се купат, но се почесто сме сведоци дека и терапија која што се користи за третман на дијабетес се вклучува во како терапија за намалување на тежината. Што тука фармацевтот може да советува? Секако, повторно се наоѓаме во првата линија каде што советите од фармацевтите и те како значат. Нефармаколошките советувања се исто во нашиот домен и многу често кога ја издаваме терапијата ги даваме и овие совети, што значи физичката активност, правата исхрана, меѓутоа секогаш велиме дека во нашиот здравствен систем недостасуваат јавноздравствените кампањи, значи подигнување на свеста што значи здрав начин на живот, а дека се посегнува по терапија што е наменета за дијабет, значи во основа во аптеките издавањето на оваа терапија оди врз основа само на препишан рецепт. И дефинитивно постојат лекови кои што конкретно ја третираат обезноста и кои што може да бидат препишани од страна значи од ендокринолозите. Постои и центар за обезност каде што и текако се обраќа внимание на овие пациенти преку нивното исследување и водење, бидејќи станува збор за промена на начин на живот. Ние диетата сосема погрешно ја сваќаме. Сметаме дека диетата ќе трае 2 до 3 недели и после нејзиното прекинување можеме да се вратиме повторно назад на оној нормален начин исхрана кој што сме го имале. Напротив, диетата значи режим на исхрана кој што ќе го практикуваме до крајот на својот живот, а кој што при тоа не ни ствара стрес или некоја обавеза. Многу често луѓето кои што одат кон нагли намалување на своите килограми, дали се тоа со одредени додатоци во исхрана кои што можеби го забрзуваат метаболизмот, никогаш немаат континуиран и добар исход во третманот. Значи сите се тие брзи јојо ефекти каде што имаме нагло намалување на килограмите, а потоа истите не се надополнуваат и тоа можеби и се дуплираат од претходниот пат. Докаде е проектот Смарт Фармацевт, кој што треба да обезбеди индивидуален пристап кон секој пациент поединечно и менеджмент на терапијата? Има ли слух за спроведување на овој
важен проект за граѓаните? Смарт проектот е проектот Фарма Експерт, значи тоа е Аријана Мештровиќ, фармацевт, професор доцент кој што од Хрватска, значи во балканските земји го спроведува како континуиран начин на едукација. Она кое што ние во првиот смарт проект го доведовме е потребата од фармацевско досие, каде што ја укажавме неопходноста за постоење на еден електронски систем во мој термин, каде што ние како фармацевти ќе се поврзиме со матичните лекари и со специјалистите и она што како фармацевти ќе го забележиме зад рецептурата, ќе имаме простор каде да го запишеме. Моментот е дека фармацевтот ја работи својата работа зад рецептурата, дава совети, дава фармацевски услуги, дава фармацевска грижа, меѓутоа она што ќе го запримети нема простор каде да го евидентира. А ако не го евидентираме, исто како да не сме го сработиле. Заради тоа, кога пациентот ќе дојде и видиме дека тој едноставно не се придржува кон терапијата или имаме само лекување, или имаме придржување кон терапијата, ама немаме ефикасност на третманот, или имаме одредени несакани ефекти. Имаме потреба да тоа некаде како фармацевти го забележиме, а матичниот лекар кога пациентот ќе дојде во неговата ординација, едноставно врз основа на она што фармацевтот го заприметил, да ја коригира терапијата, да се усогласиме во советувањето кон пациентите, затоа што само со еден усогласен став, воден со одреден протокол на третманот, верувајте дека ќе вратиме довербата и ќе овозможиме да пациентите советувањата кои што ги даваме ние како фармацевти и матичните лекари, значи, да се придржуваат и да имаме ефикасност во третманот. И затоа велиме, смарт проектот е континуирана едукација која што треба да предизвика и воведе одредени промени во нашиот здравствен систем, не само заради препознавање на фармацевтите и нивната улога, туку заради подобрување на здравствената услуга која што се дава кон пациентите, со што пациентите се нашиот фокус. Колку преку овој проект можеме да ги мотивираме и младите за професијата, да знаат дека ќе се слуша нивниот глас, дека навистина тоа што ќе го учат на факултет никогаш и никаде некој ќе го валоризира. Така е. Јас секогаш велам дека мотото на нас како здружение на приватни аптеки е токму да го вратиме достоинството на белиот мантил, да го вратиме достоинството на фармацевтите кои што го имале многу одамна, ама никаде попатно во овие транзиции ги изгубивме последните години. И најголемата желба и на нас како професионалци е да ја зголемиме љубовта кон фармацијата и верувам дека постојат и успешни приказни на фармацевти кои што си ја сакаат професијата и кои што она што го работат со љубов кон пациентите, затоа што на крајот од денот благодарноста што ја добиваме од страна на пациентите, она кое што ни го дава дополнителниот мотив, заради тоа што за жал се уште услугата од фармацевтите не е препознаена од здравствениот систем и не е искористен потенцијалот на аптеките како примарни здравствени установи кои што може да се грижат и да допринесат многу повеќе за пациентите. И сосема за крај, имаме ли одлив на кадар кај фармацевтите, што се случува во тој поглед? Престои ли не да може опасност да останеме без доволно фармацевти во иднина? За жал постои одлив на кадар, голем број од нашите колеги се иселија во Германија, во западноевропските земји, каде што фармацевските услуги и погледот кон фармацевтот е сосема поинаков од оној што е кај нас. Меѓутоа, она што нас конкретно не загрижува и квантитетот. Со отварање на голем број аптеки, значи ние во основа се намалува квалитетот на услугата која што можеме како фармацевти да го дадеме, заради тоа што едноставно немаме доволно кадар во нашите аптеки. И дефинитивно дефицитарноста на кадарот не е само во делот на фармацијата, во целиот здравствен систем се соочуваме со истиот проблем и дефинитивно треба да се менуваат одредени стратегии кои што се на државно ниво, а кои што ќе потпомогнат да и фармацијата застане на свој нозе и да мотивираме повеќе млади луѓе да се запишуваат на факултетите. Токму тоа е целта на симпозиумот, ние го следиме и се разбира заклучоците од истиот ќе ги имаме во Македонија наутро по завршувањето. Благодарам Билјана за гостувањето. Благодарам за поканата.